Првиот училишен ден како и поаѓањето во градинка треба да е позитивна возбуда, а не страв за децата и семејството. Посветеноста, блискоста и постојаниот контакт со детето е најважно додека тие се адаптираат во новата средина, вели психологот Сања Ставров. Стравот од непознато секако е еден од најголемите стравови, затоа што, впрочем, не е важна ниту возраста, ниту добата во која што се случува. Имаме, тука е вклучен моментот на адаптација, кој што треба да биде синхронизиран помеѓу родителите и згрижувачите. Кога зборуваме за пониска возраст, зборуваме за начинот на кој што функционирало претходно секојдневието на едно дете. Многу полесно се адаптираат децата кои што имаат од прилика некаков план на активности во текот на денот. Така да сметам дека во сето тоа многу е важно да претходно родителот го припреми своето дете за најмалата возраст, тука припреми нема, но е многу важна соработката на негователките, воспитувачките со самиот родител. Што сакам да кажам? Значи, сите по карактерни особини сме различни, пријодот ни е различен, постојат повеќе стилови на воспитување и водење на родителство. Исто тука многу е важна и поврзаноста на родителите со самото дете. Доколку детето не чувствува доверие во ниту една друга личност, освен во таткото или во мајката, наидуваме на еден момент кој што се вика одделување, односно анксиозно одделување. Значи имаме анксиозност или анксиозна сепарација, каде што детето, ако гледаме дека вришти и плаче, го има проблемот да се раздели од личноста во која што има најголемо доверие. Која е таа личност? Уште од најмала возраст, уште од бебење, доколку детето е навикнато да добива храна, да добива грижа, да добива било каква стимулација само од еден лик, многу е тешко да му објасните дека тоа може да го замени било кој друг, особено па ако не е некој од видеокругот во кој што тој расте или се развива. Затоа е многу важно во првите денови на детето да му се даде до знаење дека не само мама или не само тато или не само баба може да ги изведува или да му ги удоволува потребите кои што му се на секојдневно базично ниво. Така ќе имаме успешна адаптација и во градинка, така би имале и успешна адаптација во училиште. Што е проблемот со училиштето? Проблемот во школска возраст е веќе од друг размер, затоа што тука зборуваме веќе крајна игра. Значи еден период кој што е забава или е игра, каде што едукацијата е во многу помал интензитет и одиме кон поголем интензитет на едукација или на образование и помала застапеност на игра. Затоа децата имаат проблем да се вклучат во целиот тој процес. Од каде потекнува проблемот? Проблемот потекнува од средината. Многу деца кои што тргнуваат прво оделение се обкружени со реченици од типот на сега леле колку ќе седите, треба да седеш мирен во клупа, треба да ја слушаш учителката, сега ќе ви дават домашно, сега многу ќе пишувате, сега треба да се и само треба. Тоа е многу. Детето не ја ни опипало средината, а веќе има премногу мора и премногу треба. Затоа и се случува таа одбивност, затоа што децата сега за жал тргнуваат и на 5 години, со неполни 6, и тоа е еден преод од игра кон формално учење, каде што се среќаваат буквално со што сега, каде јас, до вчера трчав, до вчера си играв и сега треба да седам 40 минути да одржувам внимание, затоа и постојат во првите 2-3 недели периоди на адаптација, каде што сметам дека секој профил кој што е педагог, односно учител, го има тоа и добро разработено и знае како да им прииде, па да ги лека по лека, час по 2 по 3, па да станат 4 и да им го одржи вниманието. За првачињата, тргнувањето на училиште е нова социјална улога, како и нова социјална средина која им ја доделува животот. Ставров вели дека во тој процес некои ученици полесно, а некои потешко се адаптираат на новата средина.